Корона пандемијата повторно зема замав. Бројките растат, болниците се полнат, а надлежните како да пропаднаа во земја. Повеќе од 15 дена ресорниот министер не се обратил на тема здравство, а нема ниту трага од членовите на Комисијата за заразни болести. Докторите не кријат дека мерките не се почитуваат и оти младите во трка да бидат дел од ноќниот живот. Неретко користат лажни ковид сертификати за да влезат во угостителските објекти. Стручната фела алармира дека допрва не чека бурна ковид зима. Неприменувањето на превентивните мерки малку порано ќе доведе до практично многу силен иницијален бран на ковид, посебно со делта варијантата. Пример кој што го видовме во Словенија, во Хрватска, во Германија, па и во Русија, кога практично бројките во рок од 24 часа на ново заразени се дуплираат. Тоа е силен удар за здравствениот систем. Да не забораваме, здравствените работници се преработени, они се уморни, они веќе се на крајот на своите сили. Од друга страна пак, докторите реагираат дека термини за тестирање нема и оти бројот на ковид случаите од дневните статистики на Министерството за здравство не бил реален, бидејќи како што велат, голем дел од граѓаните правеле брзи тестови во домашни услови и тие не биле регистрирани во билтенот. Меѓутоа, ја мислам дека се имаме ние над 1000 на ден. Не се регистрираат сите. Значи, прво треба сам да плати. Второ, има лесни случаи заради вакцини. Кај младите има многу лесни настинки. Има ново од минатата година што има релативно ефтини тестови во аптеките. Значи, сами се испитуваат. И ако испадне позитивен, ако е некој млад човек, нема никој да го пријави. Се надевам ќе биде во изолација, меѓутоа нема да биде таа строга изолација и така натаму. Тоа така да мислам дека овој процент што е голем на позитивни се должи на тоа што помал број на тестирање. Последната одлука за корона мерките донесена помеѓу двата изборни циклуси не се однесуваше на затегнување, туку на нивно олеснување. Власта дозволи со работа да почнат ноќните клубови кои беа затворени повеќе од една година. Од друга страна, инспекцијски контроли нема, а се забележува дека пред повеќето молови нема ниту редарски служби кои проверуваа дали граѓаните се вакцинирани против коронавирусот. За разлика од Македонија, соседните земји веќе ги затегнуваат мерките за заштита од COVID-19. Така Србија го скрати работното време на угостителските објекти, казината и обложувалниците до полноќ. А за влез во овие објекти по 20 часот посетителите ќе мора да прикажат COVID сертификат. Таму и учениците одат на принуден распуст до 12 ноември.